Имплементацијата на новиот закон за забрана на нефер трговски практики, кој стапува на сила од 28 септември, е уште едно одлично законско решение за заштита на стандардот на граѓаните. Со неговата примена на над 2500 типови на земјоделски и прехранбени производи, рабатот ќе биде ограничен на најмногу 10% во односот помеѓу добавувачите и производителите. Законот за забрана на нефер трговски практики, кој за прв пат се применува кај нас и кој е скроен според моделот од Хрватска, Словенија и Бугарија како земји членки на Европската Унија, треба да стави крај на разузданоста на некои домашни неодговорни поединци, каде овој процент на рабат изнесувал дури и над 35%, уверува заменик министерот за економија Маријан Ристески. Според него, овој закон ќе донесе формирање на фер пазарни цени кои ќе бидат пониски, што пак е во интерес на граѓаните, како крајна цел од неговата имплементација. Од она што досега е увидено во тие нефер трговски практики, практично биле оптоварувани договорите на самите добавувачи и производители, така да некаде и процентот кој што се однесувал на рабатот бил негде и над 30%, 35-40%, а понатаму добавувачите и производителите сето тоа го вкалкулират во крајната цена на производот, односно тоа влијае на џебот на самите потрошувачи, односно граѓаните. Инаку, законот за забрана на нефер трговски практики беше изгласен на 13 март годинава и при крај е 6-месечниот адаптибилен период за старт на неговата примена. Тој е работен според Европската директива, донесена во Европската Унија уште во 2019 година. Во законот се уредени правилата и мерките за спречување на наметнувањето на нефер трговските практики помеѓу добавувачите и купувачите, како и соработката помеѓу надлежните органи за спроведување на надзорот над примената на нефер трговските практики.